уште го поздравуваат. Денеска повторна атракција носиш, не знам што да ти кажам, јас година вака ја започнеме да ти диши и здрав. Здраво, стекни празници на вас, на цела редакција и на сите гледачи на утринска на Телма. Телма 5. Телма 5. Секој е задоволство. И твојот лик синоним стана веќе за оваа наша рубрика. Секојаш ме предизвики чест, стварно Марш. Многу ми е драго навистина дека си ни наш преца и пријател веќе на утринската Телма. Се со цел секако да ги обезбедиме небавите раси и овој пат на македонските гледачи токму на Телма 5. Ке потсетиме дека за прв пат сега може ке погрешам, ти ми велиш дека за прв пат после толку години представена воопшто расата кај нас и ке имаме прилика да ја представиме пред гледачите. Да, значи станува збор за едно од најстарите и најретки раси на кучиња воопшто во Македонија. Лагото, ромагноло, италијанците би рекле лагото ромањоло. Да, моце тешко за изговарање, стално и го грешам вистинското име. Називот. Така да ќе си го викаме полесно лагото. Тоа малку е полесно. Станува збор, кој што кажам, за една ловечка раса пред се, многу ретка на нашиве простори. Можам да кажам дека сега се моите информации кажуваат дека има околу 10 на примероци. Во Македонија. Во Македонија, меѓутоа повеќето од нив се работни, што значи дека кучето е работно. Да, секаде каде што прочитав некаква литература за оваа раса пишуваше дека кучето е во категорија на работници. Работници, значи неговата главна дејност е наоѓање на печурки, тартуфи. Тартуфите. Така да има има многу јак карактер, многу јак мирис и секаде се користи како работник за наоѓање на тартуфи, за пливачи, значи е многу голем пливач. Се користи во Италија и за спасување на девеници во вода. Сериозно? И покрето што достигнува да речеме килограми од 15, што не е некој од најголемите раси. Килограми се далници многу јаки пливачи, носат гуми, носат пловки, учествуваат во различни дисциплини со дечињата кои учат пливање, да им ги носат пловките. Пливаат буквално со дечињата. Едно лагото се вели дека може без прекин да исплива околу 20 на километри, што е маратон. Што е маратонец, да. Така да кај нас во Македонија и општо на Балканов е премногу малку застапена расата. Или ти како што велиш, секојаш треба да се обрани вани на родовникот, да биде тоа квалитетно, да не биде микс од со оглед на тоа дека расата на изложби во кинологијата е релативно нова. Значи стандардот веќе и Светската кинолошка организација ја има признаено расата дури 1995 година, што веќе спаѓа во поновите раси на кучиња. Меѓутоа расата тира можеби од стара е па неколку 500 години. Па да, јас и ти пред да започне денешната Телма 5 ми велиш че ќе погледнете на фрески, на гоблени, викам. Да, се јава на фрески, опеана е во песни во Италија, под цркви. Затоа нејзиното потекло доаѓа дека од северна Италија се претпоставува дека монасите ја создале како раса. Приказката која читав и која се информирав за неделя што ми е предизвик јас да поседувам логото во блиско време. Вели дека која поред ќе биде во твоето семејство? Ќе биде 10-то, ама пример си ми имаме место, така да зашто да не. Вели дека монасите создале токму тоа било сиропиталиште за деца без родители во Италија. И каде што имале потреба од финанси, ја создале раса со вкрстување на 3 вида на кучиња. Јас изнадев за мојата омилена тука, ретриверот. Ретриверот е дел од лаготото со вкрстување на голема пудла и шпанско куче за вода. Голема француска пудла? Голема, па да, тие се големи пудли. Или генерално си е пудлица тоа. Да, баш големите пудли што се докај, мислам дека 70 сантиметри. Интересна комбинација. Речи си од расите кои што ги споминавме се големи раси, а е создадена оваа да речем миниатурна. Она спаѓа во средни раси, логотото. Специфично се каже за него затоа што е исклучителен карактер. Иако спаѓа во 8-та FCA група, кучиња со намена и работливи кучиња гоничи, сепак во поново време во Европа во моментов е во експанзија расата, покрај тоа што е ретка затоа што верувајте има крзно кое е пастифицирано, е антиалергена и антистрес раса. Се препорачува како фамилиарен пријател, нешто слично како и бишонот. Така. Затоа што кучето нема никаков мирис. Значи не може да препознаете никаков мирис кај него и има пастифицирано крзно кое не се митари. Буквално како пластично да е вградено, до тој степен изгледа толку прекрасно. Му се прави во старата, веќе кога ќе се оформи самото крзно после ова бебешко што го има Чубака во моментов. Инаку гостот како се кажавме носи едно ретко и фантастично име, Чубака ни се вика пријателот и
Така се адаптира и уште е млад. Има интересно име, поздрав до Филипче Черноземски. Поздрав до Филип. Кој е собственик на Чубака, му благодарам што не го отстапи за да го представиме на македонската јавност. Што вели Филип дека сосема добро се снаоѓа во... Па изненаден од карактерот и вели дека животот му се смени многу на подобро како Чубака влезе во неговиот дом. Јас тоа чувство го имам искусено, така да меѓутоа и со лаготото верувам дека уште повеќе ќе внесе хармонија во сечи дом, затоа што погледајќи го карактеров на кучево е идеален саунски милник за со деца. Да, еве јас ќе открием на тајна дека мојата сестра со нејзиното семејство, конкретно за моите внуки, в следниот период Стефан Кирков ќе набави токму лагото раса, бидејќи после долго обедување каков тип на куче или раса може ќе треба да биде за нивниот дом. Баравме раса која што не мириса, односно нема никаков интензивен мирис, бидејќи дали секој куче некако се поседува. Првите прашања обично кога ќе ги постават Стефан. И дали има влакна? Има ли влакна, дали има мирис и дали е многу хиперактивно по дома. Хиперактивно по дома. Лагото Романова, значи е хиперактивен без баре една убава прошетка во денот, како едно истрачување. Куче, меѓутоа е раса која по дома верувајте е премногу мирна. Е дешар. Да, фамилиарно куче сегде пишува. Ја препорачувам на фамилиарни луѓе кои навистина сакаат да имат едно кученце кое ќе внесе многу хармонија во домот, една статка обврска за дечињата, се стекнат и они навика, да си го адаптираат времето на шетање на кученцето, да си го одржават, така да едноставен е за чување, иако овие видлери девуваат дека може самото крвна се заплетка, со едно чешање во неделата вие немате никаков проблем околу громингот на лаготото, кој што кажа филма пастифицирано крзно, кое може да се бања кога и да посакате. На некој начин тоа водоотпорно кај нив? Па да, тоа е водоотпорно и се суши верувајте за 10 минути. Не е како други не крзна да треба да е некој период па со фен да го правите. Лаготото има пастифицирано крзно, веднаш се суши, како што кажав, не мириса, идеален е за дома. Многу малку ја знаат расата. Јас сум среќен затоа што во Македонија веќе ќе можеме преку Купи Миленик и преку да се вас да го представиме и да набавиме што повеќе лагото, затоа што податокот кој го прочитав во Италија е кој еднаш качува лагото дека цел живот веќе чува. Не може да се отрне од расата. Еве отприлика некои видео и фотографии за гледачите. Имаме чисто да видите како варираат и боите. Повеќе варијации, сите бои се дозволени. Ова е веќе работно куче на клипот кај што може да се препознае како е неговиот инстинкт за наоѓање на и во една, да речеме, поголема фаза кога ќе пораснат, еве отприлика и Чубака како ќе изгледа за некој месец. Е сега тука има различен тип на громинг, некои се шишани пократко, тоа сега да забележам дека за изложбите навистина и лагото трпи, да речеме, промени во поглед на громингот и изгледот за дозволен на громингот во секаков тип. Дали станува збор за пократко крзно или подолго, кинолошките суди не обрнуваат внимание на грумингот, затоа што повеќе обрнуваат внимание на анатомијата на кучето. Самиот стандард вели дека лагото треба да е разирано, да е во топ кондиција, да е весело куче. Нели, анатомијата е пресудна, да има исправно забало, затворени предни агли. Еве тоа што е специфично за лагото, дека кученце кој сака да се бања, значи сите дни собственици да знаете како ќе земете лагото дека ќе плива со вас или ако шете во градски парк, спремете се дека ќе влезе секој време во вода. Спремете се кај многу сака да копа, тоа му е инстинктот кој си го носи во себе. Да не забораваме уште еднаш да потсетиме дека најпрепознатлива раса за откривање на тартуфи печурки, кои што пак ќе кажеме дека и во регионот на Македонија ги имаме, меѓутоа не се одана А категорија или класа. А класа, интересен е податокот да се напомене затоа што многу луѓе лаготото го користат и за бизнис. Пак ќе кажам дека е работно куче, земаат повеќе лагута, ги дресираат за многу. Сакам да ја споделиш веста дека во соседна Грција се продаваат по неколку десетици илјади евра спремено лагото кој веќе може да наоѓа тартуфи и да ги носи на сопственикот. Јас апелирам на сите да погледнат на YouTube што се еден лагото може да направи, да видите какви интересни истории има за него и ќе бидете зачудени од неговата интелигенција. Его маратонот. Иначе куче кој е трагач и куче кој има огромен мирис кој што напоменавте. Вие ако му фрлите камче во езеро или во море, верувате дека измеѓу 100 камчи он ќе го најде тоа камче што вие сте го фрлили. Идеален за играње со деца, го користат во Италија и во игротеки, тоа заборав да напоменам. Сериозно? Во игротеки се игра со дечињата, со бебињата. Собственици на игротеки ги поседуваат овие миленици. Му кријат дечињата топчиња, играчки, он им ги наоѓа, тоа е една сладка игра која
затоа што кажав антиалергена раса, не може да добиете алергија од ова крзно и од ова куче. Идеално е за со мали детечиња, така да јас препорачувам информирате се, прочитате се денеска Google нели знае све. Google knows everything, така. Така да и апелирам за што поголем број на лагото во Македонија. Затоа што расава заслужува да имаме кај нас. Да, веќе голем дел од колегите зад камерите те праша нели околу расата пред да ги откриеме генералите за гледачите денес и ти велиш момци, девојки, оваа раса ќе биде во подем и тоа како следниот период. Значи дека се очекува експанзија, можеби. Се очекува експанзија, веќе во Европа почна експанзијата на лаготото. Значи целата приказна почна од Италија. Расата марше може да кажем дека била од оно што се информирав од затворен тип, значи се користела само за ноѓење тартуфи и не ја експонирале многу по изложби, не ја земале за фамилијен пријател. Во поново време кога многу фамилии се снабделе со лагото во Италија, почина приказката на носење на кинолошките манифестации, на афирмирање на расата. И во моментов навистина е борба да дојдете до убав примерок на лагото, затоа што одгледувачниците поставуваат ветинг листа на чекање за да добиете квалитетен лагото. Да. Ние бевме стекни за Филип кој си го порача чубака. Имавме среќа да добиеме брзо кученце и тоа во Македонија. Така да еве го тука е. Еден од оние можеби ретки 10 примероци кои што ги споменав. Да, ќе имаме и уште се надевам. Еве. Да. Веќе ти во фамилија ќе имаш. Да, и во моето семејство се очекува токму лаготото да пристигне следниот период. Да, ти спомена дека ќе се потрудиш како голем љубител и заштитник на расите генерално, не само на расите и за уличните кучиња, да ги обезбедиш добрите примероци и на лагото од ова раса. Секогаш марше веќе 11-та година како што го работам порталот Купи Милник МК, се залагам да добиеме кученца кои се во вистинска смисла на зборот расни. Значи многу е лесно вие да отворите некој огласник и да купите куче, но не знаете тоа куче што носи покрај себе. Како малечко кученце, сите кученца се убави, дали било расно или нерасно. Меѓутоа ако сакате сликно раса, генетиката која мора да знаете нанацат и она познавање од кинолошки аспект е многу битно за да го добиете првиот вистински представник на расата. Јас велам многу пати сум искритикуван затоа што некој ќе ме критикува, ќе рече Стефан, ама ти еве поскапи се кај тебе кучињата преку тебе и слично. Верувате, тоа апелирам на сите, подобро да платите на почетокот, а подоцна да не ги потрошите парите за ветеринарни прегледи и слично ако земете некој кученце со непознато потекло или некој дома си имал, си спарил и не знаете што е. Ние секогаш апелираме дека се надевам дека годинава Македонија ќе го следи примерот како европските и светски метрополи за згрижување, изградба на стационари и слични некои параметри и критериуми кои што треба да се задржат кај нас за да имаме некое здраво општество и ние да ги насочиме нашите млади деца утре за да знаат дека навистина треба да се расте покрај миленици преку живот. Апсолутно, јас сум среќен колку таа свест во последно време проработува во Македонија. Освен несеканите ситуации кои се случуваат со бездомните животни. Се уште се случуваат. Се уште се случуваат. Нешто ќе правиме дефинитивно, не може да стоиме веќе со скрстени раце. Ако не се лажам сега, знаете дека политичкиот јазик не го говориме, тоа е и тенденцијата на утринското шоу да не поистоветувате со други екипи. Да, ние само се сакаме животните, не интересира политика, меѓутоа ќе направиме како љубители пак ќе дигнеме глас заедно со Друштвото за заштита на животни. Па ја не ја гледам поентата доколку тука би биле за гледачите, а доколку некако не се испочитува нивни гласили. Дефинитивно ние во моментов највеќе им требаме на бездомните кучиња. Јас мислам дека да. Сакам да сакаме расните, бездомните во моментов имаат потреба од нас 100%. Да не споменам каква е таа развиена емпатија и човечност некаде надвор. Читав информација, настрана само ќе те прашам, дека општина Центар ќе биде првата општина која што веројатно ќе гради стационар. Ќе гради стационар, за секој че ја прочитав вести, иако не сум многу запознат со истото. Беше од отворен тип поканата за предлози за сугестии. Каде што беа и граѓански здруженија, ако не се лажам. Да, беа Друштвото за заштита, јас навистина не стигнав да појдам. Меѓутоа, од она што го прочитав е за секој че си за пофалба. И тоа е само на почетокот на година. Прва општина која ќе има стационар, дај Боже да е во рамките на она што треба да биде стационар во вистинска смисла на зборот. Значи дека си оптимист, така? Значи јас ќе бидам првиот кој ќе се пријави за волонтирање во истиот, доколку има било каква, многу сум јас. Со тебе сум во екипа, знаеш. Да, така да покрај мене сигурен сум дека еве ќе има многу кои ќе сакаме да помогнеме таму. Ние тоа го правиме од љубов, не ни требаат финансии, така да дај Боже само да почне работа и да трне на улов. Дај Боже. Околу лаготото би сакал да прашам, иако стана збор за едно најстарите раси и раса која што потекнува од Италија,
Каде е доста исто застапено, да имаш информации можеби? Највеќе застапена во Италија. Значи дефинитивно Италија си е Северна Италија е местото каде што се најголемите ледувачници за лаготото. Во поново време на Балканов во Хрватска има специјален клуб за лагото. Хрватите наистина имаат многу јаки планини и го користат за работен пес, така да имате кинолошки клуб за расата лагото. Специјално. Работат на нивна репродукција, работат на нивна генетика, селекција, тоа е планско парење. На наша сцена со шарпланинци, да речеме. Па да, нешто слично, меѓутоа многу попрофесионално хрватите го работат лаготото. Верувам. Во Европа почиња да биде застапен како домашен миленик. До сега пак ќе кажев, он е застапен, но не бил искочен од планина или од некои помали села кај што го користеле чисто како заработен пес. Сега веќе искачи во јавност, искачи на изложби, е се позастапен. Веќе во Македонија доаѓаат представници од надвор на лагото. Одлично. Така да Чубака е тука, он веќе од февруари ќе почне неговата кинолошка сезона. Значи он ќе биде... Мора да признаеме дека сепак, со оглед на тоа дека е куче со вистински квалитети, држат и добра цена. Тоа што е па да, за разлика во моментов јас ќе кажам затоа што во моментов и не е расата кај нас толку позната. Можно е да добиеме малку подобра цена, затоа што сакам да афирмирам расата и доколку се појави интерес не би ги откупиле многу повеќе легла за да добиеме побава цена за сите вистински љубители на... Значи баланс сепак ќе се направи за да може да се обезбеди. Јас ќе работам на тоа што расата заслужува. Значи доста не више сакам сите раси на кучиња, но сакам веќе да имаме некоја шарена во Македонија. Така е. Да не бидат само 10 Бишон фризе во друга смисла на зборот и во друга боја. А бишонот е еден од најбараните раси. Најбараните, може да кажам, и една класа попаметен, затоа што сепак е гониш, работен пес од бишонот и уште еднаш ќе апелирам вистинска прилика за секоја фамилија и предизвик да добијат кученце кое не мириса, не пушта ватра, антистрес за сите возрастни. Јас кажам, мојата сестра се мислат да бара куче кое што нема да пушта премногу влак, тие велат по природен инстинкт тие мора да ги исправат своите влакна, меѓутоа кај нив е специфично митарењето затоа што сега Чубака е во бебешка доака. Таа треба да падне. После 6 месеци, после 6 месеци се појавуваат како вилтерчиња, како кај јагнето, како овцата. До тој степен е свиткано крзнат. И тоа кога се митари паѓа цело. Меѓутоа митарењето кај нив е врз основа на грумингот. Го носите во груминг студио и се вади целото крвно што треба да падне таа сезона. И дома немате буквално не може да приметите. Вака, значи вие колку и да го сакате да го поттегнете како кај другите кучиња да остави доак или да се залепи на тепих или кај лагото романуно тоа го нема. Тој микс, таа вкрстеност на повеќе раси во едно си го направа своето. А и под лицето знам нели по природен пат таа не пушта премногу. Да, не пушта премногу, но пушта. Лагодото воопшто не пушта. И навистина затоа апелирам, многу сме скептици кога ќе дојдат кај мене во Пет маркет или преку Купи милник, ќе речат Стефан, ама и ова пушта, вие ме пријатели видовме. Па сега и нашата кој се паѓа, паѓа така е. Како велат? Еве, за сите, лаготото не пушта ни влакенце, купете се и живеете домашен миленик. Миленик, да. Па како велат трихолозите дека сепак, односно скалпот 100 влакна дневно кај кучињата ќе е дуплирано секако, нормално дека кога сме земале. Ова ви дал, се веќе нема изговори зашто да не купите кученце. Така е, да си ми жив и здрав, апсолутно се согласам. Што се однесува до парењето, тренингот и некој тренингот е едноставен. Значи дека се во класата на гоничи се многу интелигентни кучиња, хигиенски навики Чубака научи за еден ден каде треба да се врши нужда. Нормално сака да се ги потроши батериите, енергијата некаде да се истрча и верувајте за дресура немате никаква потреба од дресер или било што. Се си правите сами дома и си го адаптирате кученцето, си го програмирате буквално вие кој што сакате да биде. Затоа мене ме освои на прв поглед, така да и ќе апелирам сите кои сака да го видат Чубака во живо, ќе закажеме и средба во Пет маркетот со сите фамилии. Дојдете, видете како изгледа лагото, поиграте се со него и јас се надам дека веќе ќе ми порачате следниот ден. Еве, јас ти веќе едно од првите се надевам дека примериоци пристигнуваат до нашата село. Може да гледаме заедно и ракомен, значи он дома ја премине со тука малце екипа ракомен. Ќе забораве, морам уште ова да прашам. Претпоставам дека од утре официјално ќе започнува вистинскиот спортски дух кај нас. Ќе потсетиме
ќе заминуваш за Хрватска или велиш? Да, може сакам, ако обврските во моментов не ми дават прво коло ќе го пропуштам, но дај Боже сум голем фан на ракометот и на македонската репрезентација. Ако поминеме групи, јас ќе бидам прв таму. Да, се надевам, се ќе одложам, ќе ми се изинат сите оние кои чекаат за фризура, за кучица, но ракометот на прво место. На прво место. Сериозно, во тешка категорија сме, меѓутоа мислам дека сме психолошки и физички подготвени. Телма Хаде, ќе потсетиме на 703-тиот канал на Макс ТВ, ќе имате прилика во Хаде резолуција. Исто како да сме во Загреб. Исто како да сме во Загреб. Хаде резолуција, добри закуски, добро друштво, лагото пред вас и уживајте. Ти благодарам многу што ќе ни бидеш годинава тука. Уште многу изненадувања нема да ги откриеме за гледачите, ќе следуваат и од тебе во иднина токму на фреквенцијата на Неколку топракси ви најавам во брзо време, така да дел од нив се веќе пристигнати во Македонија, така да етапно и едно на крај. Знаеш колку луѓе кои што ме сретна на улица, ама Марко ги најавувате летечките вервирички, кога ќе се случат? Летуваме следниот наредната Телма 5. Еве наредната Телма 5 ќе имате летечките вервирички специјално од Купи Миледник, Стефан Кирков и секако Пет Маркетот. Благодарам уште еднаш, се гледаме Стефан. Благодарам и до сите вас кои што успеавте и се надам да го задржиме ние вниманието ваше со оглед на тоа дека дефинитивно днес за прв пат беше представена и новата раса Лагото Ромањоло, италијанска раса во Телма 5. Останете со нас.